целта на законот е зајакнување на одговорното сопствеништво на домашните миленици, тоа му е примерна цел, односно преку донесување на една одредба планираме дека, односно предвидуваме дека преку таа имплементација ќе се намали бројот на кучиња и на бездомните кучиња. Односно ќе биде забрането држање на репродуктивно способен миленик, освен во случај ако сопственикот не се регистрира или како регистриран сопственик или како одгледувачница. Значи да не се разбереме погрешно, ќе биде дозволено држање на репродуктивно способни миленици, меѓутоа тоа ќе биде регулирано со закон. Односно ќе мора да бидат регистрирани како некаков субјект. Ако сте одгледувачница, критериумот ќе биде над 2 репродуктивно способни женки ако држите. Ќе морате да бидете регистрирани како одгледувачница. Така е во предлог текстот на закон. Дали ќе помине како таков, се уште не знаеме, нели? Меѓутоа тоа е нашиот предлог. Има исто и европска регулатива која е во фаза на подготовка, која ќе биде облигаторна за земјите членки. Во моментот нема на сила, него е исто предлог. Секоја земја и во Европската унија национално си го решава тој проблем. Кај нас критериум ќе биде над 2 репродуктивно способни женки да биде регистриран како одгледувачница. Во тој случај ќе мора да исполнува одредени услови кои ќе бидат пропишани во правилник и ние на некој начин ќе ги одобруваме тие одгледувачници и понатака ќе следиме каде завршуваат сите тие легла кои ќе се произведат од страна на тие одгледувачници. Оние граѓани, сопственици на кучиња кои држат една женка или повеќе мажеци репродуктивно способни, ќе имаат обврска не да се класично да се одобруваат како одгледувачници, туку ќе се регистрираат како регистриран одгледувач на куче, што исто така ќе бидат предмет на он-спот контроли од страна на инспекторските служби на агенцијата, да видиме исто така и тие ќе имаат легла, да видиме каде завршуваат леглата, бидејќи сопственикот има обврска да го пријави леглото. Ме разбирате, за да имаме следливост. За да не ги имаат овие обврски, со тоа сакаме да провоцираме сите оние кои не сакаат да има таква обврска према државата и према институциите, едноставно е решението ќе го стерилизираат својот миленик и нема да имат никаква обврска, туку ќе имаат обврска само да е микрочипиран, како и сега што е. Да имаат валиден пасош, микрочипиран и податоците да бидат внесени во ветеринарно-информативниот систем на агенцијата.